Инспекторатите бараат арсенот во Лојан и Табановце да се огради и да има табли за предупредување. Депонијата преполна со хром во тетовското село Јегуновце е уште една жешка еколошка точка во земјава. Самохраните мајки и еднородителските семејства го кренаа гласот. Не сакаме сожалување, сакаме права. Здраво, ова е новата епизода на Шорткат. Јас сум Гоши и денеска ќе ви ги представам најважните вести од минатата недела. Почнуваме веднаш, следете ме. Емисијата ја почнуваме со темата за арсенот во Лојан и Табановце, за која често зборуваме и бараме од надлежните да се заштити здравјето на луѓето. Добра вест е што Државниот инспекторат за техничка инспекција на 4 февруари изврши инспекцијски надзор на посочените локации. Откако утврди дека местото кое содржи отровен арсен не е соодветно обележано, ќе го задолжи концесионерот да го огради просторот и да постави информативни табли. Ова е мал чекор напред во решавањето на овој еколошки проблем. А кога сме кај екологијата, нашата земја, за жал, го следи трендот на глобалното затоплување. Годишниот извештај на Управата за хидрометеоролошки работи за минатата година покажа дека во Северна Македонија лани имало позитивни отстапувања од нормалата кај температурите на воздухот. Ова важи за речиси целата земја. Поголеми отстапувања се регистрирани кај максималните температури на воздухот, кои се движеле од 0 до 1,6 степени над просекот за периодот од 1981 до 2010 година. Затоа не е чудно што минатото лето се стопивме од долготрајните топлотни бранови, додека во земјава ги имавме најголемите шумски пожари што биле забележани во изминатата деценија. Преминуваме на нашата главна тема. Екипата на Шорткат посети уште една жешка еколошка точка во земјава. Индустриската депонија во тетовското село Јегуновце, каде се складирани шестовалентен хром и други отпадни суровини од неколку децениското работење на фабриката Југохром. Повеќе детали за опасната состојба што ја забележавме на терен можете да погледнете во следниот прилог. Околу 850.000 тони индустријски отпад се лоцирани во депонијата во близина на фабриката Југохром во Јегуновце. Депонијата се наоѓа на површина од околу 80.000 метри квадратни, на која е складирана отпадната хромадна кал и отпадна згура од производството на феролегури во фабриката Југохром. Покрај бројните отпадни материи што се присутни на депонијата, проценките се дека во неа се складирани околу 7500 тони шестовалентен хром. Станува збор за канцерогена материја, која е опасна за луѓето, животните и целокупната животна средина, доколку не се контролира нејзиниот контакт со водите, почвата и воздухот. Локацијата кај Јегуновце е оградена за да се спречи влегувањето на луѓето и животните во неа, но само на околу осмина од целокупната површина под депонијата е поставена заштитна фолија за да го спречи продирањето на опасните хемикалии во подземните води. За да се спречи мешањето на хромот со подземните води, во кругот на Југохром постои пречистителна станица до која се доведува исцедокот од депонијата. Сепак, пречистителната станица денес не работи со целосниот капацитет, бидејќи се прочистуваат по 60 кубни метри вода дневно, за разлика од порано, кога се работело и со по 600 метри кубни. Во рамките на пречистителната станица, шестовалентниот хром станува тровалентен, кој што не е опасен за околината и се испушта во реката Бистрица. Сепак, таложникот од станицата не работи и во моментов пречистената вода завршува заедно со талагот во речните води. Пречистителната станица во фабриката Југохром ја стопанисува Министерството за животна средина и просторно планирање, кое што во 2020 година ја промовираше набавката на нови резервоари за пречистителната станица и за нејзино далечинско управување. Сепак, денес пречистителната станица работи само 2 пати дневно по неколку часа. Најзагрижувачката слика што ја забележавме на терен е кај самата депонија во Јегуновце, каде што водите од потокот спроти неа се со темно црвена и жолто-портокалова боја. Овие токсични води што очигледно доаѓаат од депонијата се вливаат директно во реката Вардар, а обоените води се видливи до пумпната станица.
Кога се високи подземните води, пумпите не успеваат да ја соберат сета количина што треба да оди на прочистување, така што загадениот вишок се излева директно во Вардар. Жителите на Игуновци се свесни за опасноста што произлегува од депонијата во која е складиран 6-валентниот хром. Во минатото, пред изградбата на пречистителната станица, домашни животни умирале откако ќе се напијат од ваквите загадени води. И почна тоа знам да таа вода отрови и сега спроведено се скриен. Порано, пред 20 години тоа може да има. Сега мислим го санираа, го надеа, работеа на тоа, се колку е очистено, колку е остановено, кој знае. Така не е решено. Нема кој да го реши. Треба се жалимо на поголемо место. Жителите на Игуновце велат дека водата за пиење во селото им е чиста и не чуле за зголемен број на заболувања од карцином кај нивните сограѓани. Сепак, сите се свесни за проблемите што демнат од депонијата. Тие знаат за опасностите ако добитокот пие од загадената вода околу неа, како и за садењето на нивите околу ова место. За да се надмине проблемот со опасниот отпад складиран во депонијата, најдобрата мерка е тој да се исчисти од опасните материи и да се отстрани од локацијата. А додека не се изврши дислокација на отпадот, збогатен со 6-валентен хром, единствен спас од загадувањето е ставањето во целосна функција на пречистителната станица и нејзината модернизација, со што ќе се спречи истекувањето на токсични материи во реката Вардар. Емисијата ја продолжуваме со информацијата за протестниот марш во Скопје посветен на самохраните мајки и еднородителските семејства, што се одржа во недела. Дефинирање на термините самохран родител и еднородителско семејство во соодветните закони на соодветно инклузивен начин, решавање на стамбеното прашање и квалитетно вработување на самохраните родители се дел од барањата кои беа упатени на првиот протестен марш од овој вид во историјата на нашата земја. Во организација на Сдруженијето Една може, протестниот марш започна од Жена парк, а заврши пред Министерството за труд и социјална политика. Не сакаме сожалување, сакаме права, порачаа присутните на протестот. А сега ви ги представуваме најубавите слики од Дојранското езеро направени од нашиот фоторепортер. Кадроглави пеликани заедно со традиционалните корморани и бројни рибари деновиве се секојдневни гости на Дојранското езеро. Пеликаните во зимскиот период се гости на езерото поради топлите води и богатиот рибен фонд. Нивниот танц во групи при ловот на риби е неповторливо доживување. За крај на оваа епизода погледнете како изгледа површината на планетата Венера. Американската вселенска агенција НАСА за прв пат објави снимки од површината на оваа планета од материјалите кои ги собра соларната сонда Паркер. Сондата откри слаб сјај од површината што покажува препознатливи карактеристики како континентални региони, рамнини и висорамнини, додека може да се забележи и луминисцентен ореол на кислород во атмосферата. Оваквите слики на планетата, честопати наречена близнак на Земјата, може да им помогнат на научниците да научат повеќе за геологијата на површината и еволуцијата на Венера. Време е да се вратиме на Земјата за да го означиме крајот на оваа епизода. Се гледаме и наредниот четврток во истото време. Поздрав!